Te сакам, Господи Исусе Христе. Ние зборуваме за Негова волја, не за мојата, не за наша волја. Например, имаме служба и слегува сила, и ако имаш вера, колку си напало зрно, ти можеш да бидеш вклучен, да бидеш дел од исцелувањето. Секој може да биде исцелен. Но и тука мораш да го знаеш тој момент дека ти си само сад. Сад. Не треба ти да действуваш од себе. Треба да му дозволиш Духот да те води. Духот да те обликува. Тој да зборува и да исцелува, не ти. Ако се возгордееш, ти одеднаш од сад стануваш автокефален, самиот исцелуваш. Самиот мислиш, порачуваш. Треба Духот да ти каже, затоа ја имаме ние, нека биде Твојата волја. Она што Исус го вели, Твојата волја, тоа е важен момент. Во се што работиш, треба да ја почитуваш Неговата волја. И тогаш си ти дел од Него. Тогаш Духот те води. Духот оди каде што сака, дува, ти не го контролираш. Ниеден човек нема власт над Духот. Духот треба тебе да те води, не ти Него. И во исцелувањето треба тој да ти зборува, тој да ги врши делата, тој да действува, тој да исцелува, а ти да бидеш сад да му дозволиш да живее во тебе, да те оживее во духовен човек, во Син Божји. Исцелувањето е свет целив, кога ти толку ќе го возлюбиш Исус, ќе му го предадеш срцето, ќе бидеш во вечната преградка на љубовта, која никогаш не престанува. Тоа е таа суштина. Другата спротивност е, се возгордејуваш, мислиш дека знаеш, дека си спасен, дека си посебен, дека си автокефален, дека си апостолска црква, дека си имаш традиции, дека си избран. Така лесно се распнува Исус. Наместо Исус да те води, Духот Исусов, како што вели Исус, јас не решавам кој ќе седне од десната страна, јас не ги вршам делата, тој зборува низ мене, тој живее и те оживува, и Исус и тебе. Ти тогаш стануваш, самиот се водиш, самиот исцелуваш, самиот действуваш и влегуваш во смртен грев, во гордоста. Татко, во името Исусово, ти благодарам што ги издаваш овие слова, што ми го даваш Твојот мир, што го исчисти моето срце, што Тебе ти припаѓам, што сум зависен од Тебе, што сум претопен во Твојата љубов, што сум ти послушен син, кој станува со наследник Божји, Син Божји, дете на семокниот Отец. Те сакам, Господе Исусе Христе, свет целив значи да нема граница меѓу Тебе и Исус, меѓу Твоето срце и Исус Христос, да бидете една љубов, еден дух. Ете, тоа е таа вечност, да се претопиш во љубовта. Од земјата до небесата, мир вам до Божјо царство небесно. Те сакам, Господи Исусе Христе. Амин.